Сите сме еднакви по коронавирусот и затоа никој нема да го наградиме со нешто попосебно. Сите ќе благодарници за нивниот минат и сегашен труд. Прв меѓу нас еднаквите во моментов е Васко Раевски. И тој од името на друштвото ќе ви ги врачува на сите што ќе ве прочитам благодарниците. Ќе ве замолам само при доаѓањето ради протоколите кај дечкото рацете да си ги дезинфицират. Голем помагател на ово наше друштво и поранешен игрорец, градоначалникот на општина Ресен, доктор Живко Гошаревски. Ќе го замолам, доколку сакаат, може да ви се обрати. Момент само. Благодарам председателе, благодарам Васко. Навистина дозволете ми најпрво да ви го честитам големиот јубилеј, 75 години, навистина еден голем јубилеј со кој многу ретко малце културно-уметнички друштва може да се пофалат. Навистина години поминати со многу вложен труд, многу енергија, но пред се со патувања, дружења и пред се и награди за вложениот труд, секако. Навистина ми е чест за оваа благодарница, бидејќи како што спомна и Љупче, долго години бев и јас член и од лично искуство можам да кажам дека тоа беа едни од моите најубави години поминати со многу вложен труд, но пред се со дружење и ден денес останавме големи пријатели со сите тие членови, одржуваме контакти, навистина успесите на културно-уметничкото друштво Таше Милошевски секаде низ светот ги чувствуваме и како своји. Ова го говорам како член, не како градоначалник, секако како градоначалник гордост ми е што имаме едно вакво културно-уметничко друштво. Сакам една честитка и на сите овие млади игрорци денеска што ни приредија одлични интерпретации, но и пред се на одличните им музичари, секогаш професионалци големи. Да му укажам само дека да се биде член на Таше Милошевски е голема пред се одговорност, бидејќи тие се нашите најголеми амбасадори. Ви благодарам уште еднаш и уште многу вакви јубилеи во подобри услови малце. Благодарам. Го поканувам поранешниот градоначалник на општина Ресен и еден од големите поддржувачи на ова друштво и своевремено и председател на друштвото, господин доктор Димко Тосковски. Ако сакаш, слободно може да се обратиш. Добро, како што. Добро вечер на сите. Како што е редот, ево, председателот ме замоли да се обратам со некој збор. Стварно, 75 години, тоа е еден просечен човечки живот, што се вика. Значи, друштвото Таше Милошевски ги премина тие бариери од еден во друг систем и така натака. И еве денеска слави 75 години.
Кога ќе се навратам на тие години кога бевме нели во општината ја водевме, мислам дека само ме носат едни добри спомени и тоа во склоп на тоа што таа манифестација ние што ја имавме зачнато, мојот претходник и јас, нели тој Преспанскиот волкобер. Мислам треба да го споменуваме затоа што во тој склоп на таа манифестација и културното уметничко друштво Таше Милошевски даде свој најголем придонес. Мислам, овој градоначалникот убаво го кажа дека Кудот е Таше Милошевски фактички амбасадор на нашата култура преспанска и нормално македонската култура, не само во овие простори, не само во нашата држава, туку и надвор на повеќе континенти, имате прилика тоа да го видите. Значи, треба да се негува таа традиција, младите да не заборават својата традиција и со тоа да ги прошируваат хоризонтите и да им оставиме на младите тоа да го развиваат. Мислам ми е драго, чест и ве поздравувам сите и уште еднаш честит јубилеј и да слават уште повеќе години и повеќе јубилеи. Благодарам. Своевремено најголема подршка, се разбират и сега, сум добивал еден чиче, Самуил Дамески. За овие поводи не треба некоја посебна припрема. Ова вечерва што го видовме, не се работи за еден обичен јубилеј, се работи за еден голем јубилеј, голем проект. Ова не е друштво. Ова и вечерва се покажа дека една голема машинерија. Во неја некаде се собираат преку 100 дечиња, генерации кои што, како што кажа предходните, го се промотори на македонскиот фолклор и музика. Овде се работи за луѓе ентузијасти, кои што го одвојуваат своето слободно време и работа и му се даваат на овој фолклор. Тука се работи за една плејада на ентузијасти, почнувајќи од председателот Пецалевски, преку кореографот Илче, тапанџијата Васко. Тука се работи за една плејада на луѓе кои што на некој начин, некој повеќе, некој помалку, ви ставиле едно камче во мозаикот, големиот проект Друштвото Таше Милошевски. Благодарам. Најстариот жив член на културно-уметничкото друштво и еден од основачите, господинот Јован Ночевски. Сакаш да си кажеш во збора? Ајде, поведи. Ја ќе те завршам. Ви благодарам на вниманието како најстар член на КУТ Таше Милошевски што ни посветивте внимание за ова благодарница. Му пожелува и на младата генерација да учествува во сите тие културно-забавни активности. Сме свиреле цело време, сме биле прикажани во цела Југославија, да речеме и во странство. И благодарам. Како што слушнавте од дигиталната презентација, нашиот сегашен почесен член Илија Тановски Фрајно, долгогодишен кореограф и промотор на традициите во фолклорот.
Сакаш да кажеш? Значи, кој како има желба може да се обрати. Фала ви. Господин Бранко Маретич, почесен конзул на Република Хрватска во Македонија, голем поддржувач. Наджи Таироглу. Што да кажеме за Наджи, секојаш е со нас. Сега ќе читам малце поваргу, сепак ако сакат било кој да се обрати, не знам ли редоследов како е. Своевремено во компанијата Мепсо беше директор господин Сашо Василевски, имавме огромна доманација со која купивме многу раритетна носија. Многу му благодариме. За уште еден доаен во Кут Таше Милошевски, само во една друга сфера, во драмската секција. Ние ќе се потрудиме оваа година да издаеме и монографија, каде ќе биде вклучен и тој, секако и Чко Јовановчевски. Господин Сотир Чаушевски ќе му ја враќам таму. Значи, најмалите придонеси за нас се големи, и збор, и било каква финансија, и било со каков мотив да ни дадат. Сите се вградени во нашето друштво. Никого не делиме. Печатница Мите Богоевски. Кице Котовчевски, Бело Глувче. Некој може да нема да се тука, ќе му ги врачиме дополнително. Своевремено вршивме пререгистрација на друштвото и најмногу во тоа ни помогна господин Насте Старковски, тогашен директор на Централниот регистар. Долгогодишен наш член, се надеваме и неговата керкичка ќе види во иднина, Јован Ставревски, и дел од нашата управа. Клик компјутери Ресен. Сонја Маринчевска. Крсте Јовковски, представник на Кожувчанка. Никола Стојановски. Неби Комерц. Драгица Андоновска. Јован Доновски. Цане Гроздановски. Никола Здравевски. Аптека Фармалек 2015. Илче Ангеловски Румко.
Дема Комерц Ресен. Најголемата жртва што овие 18-19 години јас сум активен и во многу прилики, многу одсотен од дома. Мила Пецалеска, цвеќара Мила од Рес. А протоколот дозволи да си ја гушнам. Честитки, да ви се множат годините. Тука секогаш ние ќе сме за вас. Сега ќе опокана маестро Живе Андоновски да му ја врачи Васко него благодарницава, а потоа тој на сите останати музичари. Сакаш да си кажеш вас збор? Ајде, доволно со армониката. Ајде, вот си стол. Други веќе. Не сакал? Никола Савецки тој не е. Така? Ѓорги Герасовски, еден од најстарите, повозрастните наши музичари. Војо Митревски. Томче Влажевски, за мене Томченце. Никола Наумчевски. Толку савики земеш, ќе му ги врачиш. Отсутни се Живе Мешуревски, Никола Ставревски, ќе му ги врачиме дополнително. Нашата иднина. Асистентите кои водат групите во фолклорните школи, стварно децата ќе се жртвуваат и игрорната им е начин на живот. Јована Марковска. Ајде, остави ги земе. Сара Мицевска. Даниел Дечков. Теодора Бабановска. Мартина Јовковска. Јована Степановска. Охо, а мои батина кои стварно во секој момент знаат да придат, да помогнат. Не знам дали десна рака, дали не знам како да ги наречам. Александар Божиновски. На Пејчишко Васко и ова. Роберт Кереместевски. Борче Трајчевски. Лазе Ѓоргиевски. И Никола Наковски се тандемот кои моментално раководат со големиот ансамбл. Матеј Кипревски.
Брзо дај му на Матејче. Матејче. А има две дечиња што сакам посебно да истакнам за нив, дека толку се жртвуваат. Одат на проби и со помалата група, одат на проби и со големата група. И никогаш не одбиле ни една задача. Во срце, во мисе, Александар Радевски и Иван Марковски. Имаме уште 20, ама мислам дека не ги видов тука. Ако случајно сме пропуштили некој, секако дека ќе му бидат врачени дома. Сега сакам да му врачиме благодарници на Златко Лушевски, долгогодишен игрорец и помагател, Кире Ристанчевски. Денеска тие се нашите редари. Кире Ристанчевски, Александар Сасајковски, а излажав кога реков дека сите сме еднакви. Еден е малце поразличен. Ако реков за Иван и за Александар дека никогаш не одбиле задача, тоа го прават и овие 5-6 години, 7, колку што се активни. А имаме еден дечко кој е 18 години активен и никогаш, ама никогаш не направил никаков проблем. За него посебна награда Христијан Шукуловски. И на крајот, за да ми стои спомен, ви благодарам на сите. Ќе уживате уште еден дел со 2 фрагменти. Видовте, имавме една дигитална верзија, сепак мислиме дека и на овај начин се одолживме многу понепосредно кон сите вас кои помагате. Ви благодарам уште.